Централно издание на вестите на КТВ 30 мај 2022 година. Сдруженијето на лозари Тиквешки лозаровоштари од Кавадарци незадоволно од цените за откуп на винското грозје кое ги најави винарската визба Тиквеш овој викенд. Нови цени на горивата од полноќ се работи на атмосферска канализација на уште една улица во рамки на проектот покриен со средства од грант од КФВ банката. Ова се дел од содржините, бидете со нас. На денешната пресконференција Сдруженијето Тиквешки лозаровоштари изрази несогласување со најавените откупни цени на винското грозје, кој винарската визба Тиквеш ги соопшти во саботата 16 и 12 денари за килограм. Ние не се слагаме со тие цени што господинот Свето ги објави, затоа што тие цени се, како да кажам, лажни. Зошто ли? Затоа што цените што ги објави он 16 динара вранец. Па таа цена е уште пред 5 години, али за 16 динара вранец бара 22,6 да има почетна шеќерност до 24. Таа цена постоја уште 5-6 години и луѓето ја користат и до ден денеска, али тие се немале 3%. А за другото гројзе, што е, например, кога он нешто бара, треба да има обврзувачки договор за двете странки, кога правиш во јануар договор, така да во договорот да пише која грозје ќе ти го земе, белото, црното, која количина ќе ти го земе и да биде обврзувачки договор по која цена и да биде обврзувачки договор. Вчера што прошетав по пазарот, сите луѓе се незадоволни, ми викат оди излезе и кажи нашата мака. Зошто ли? Затоа што сега кога му праве договори пред месец-два, во договорот му вика белото ќе го земам, а за црното ќе видиме пред 2 дена, 3 пред берба, кога ќе испитаме, тогаш ќе кажеме цената. И тоа му кажуваат, ако има над 22,6 нагоре, ќе биде 16 динара, а ако е испод 22, ќе биде пониска цена. Кои се вашите предлози за цени на грозето ова година? Нашите предлози за оваа година, тие се познати веќе неколку пати и до министерот со барање, уште во јануар месец ги оформивме. Добро е за јавноста да ги знае, бидејќи министерот е министер, меѓутоа лозарите да ги знаат кои се вашите предлози. Да, нашите предлози уште во јануар месец со Сдруженијето Никотино и со Сдруженијето Мак Вранец во Ландово. Се цените многу едноставни и јасни, затоа што ние бареме за Вранецот цената со 18 шеќерни единици да биде 20 денари и плюс да се плаќа по една шеќерна единица како се иде нагоре спрема квалитетот, кој сака квалитет нека си плате, а смедеревката да биде почетна цена 16 шеќерни единици и нагоре да се плаќа од шеќерна единица. Али тоа сето мора да помине со закон во парламентот. И сега ние бараме под хитна средба со министерот, затоа што не може вака секој кој како ќе му текне да се оформува, него треба да биде една црева на ниво на државата. А за 2021 година откуп на гројзето Тиквеш и лани со 18 шеќерност до 19,19 плаќаше 12 динара, а другото го плаќаше по 13 динара. И после што се случи? Си зема колку што му требеше 2-3 дена, после луѓето идеа, а ценовникот истакнат на прозорецот на вагата. Идеа луѓето со од 20 до 21 шеќерност и тие беа вратени и се случи немилиот настан. Не е проблем за таа вече што ќе земат 8 динара, него се растурува на ниво на Македонија, на сите винарски визби ќе бараат после да биде по 8 динара. И фактички не може да си покриеме трошките. Исто се случи и за 2020. За 2020 беше договорено меѓу Министерството и владата со Свето, со Тиквеш, цената да биде 13 динара. Таа беше ковид година, 13 динара да биде убавото гројзе. Што беше? Како луѓето го носеа таму, му бараше до 2% да нема повеќе скапано. Тие што има по 2 ги врачаше, а ако му се дългогодишни кооперанти. Кога бевме во ресторанот Ангор Промет, Заев беше таму и градоначалникот сите Панчо Минов вика не е ништо, вика тоа 2 милиона кила. Море, како не е ништо? 2 милиона, тоа се 600 лозари оштетени. И Тикве си почна да си откупува грој за 7 динара Вранец, прва класа, 6 динара Смедеревка. Јас звонев до инспекторатот Сдруженијето, звонеме до инспекторатот до Зоран Шапорич. Зошто му дозволувате кога е договорено 12 динара, сега по 6? Тоа е приватна винарија, што сака тоа ќе си прави. Што ќе се случи
ако вие го изразите револтот и не го предадете или го предадете грозието на Тиквеш, дали сте спремни да одите до крај оваа година? Види, ако овакаво мисле 2 дена пред бербата како лани, кога ќе дојдеш на вагата и да те враќа, тогаш ќе биде веќе порадикално. Прашање број 2. Дали се подготвени да барате други откупувачи во Македонија или да го решите откупот на грозието на друг начин? Види, ние како здруженија не можеме тоа да го решиме. Него тоа треба да се го реше ниво на државата, па таму има советници една купица, има ние за надворешни работи, се возат секој ден со авионот. И сега Љупчо како министар за земјоделие не оде да расправа за земјоделие кога оде во странство, слушаме телевизијата, расправа политика со Бугарија, расправа, не е тоа негова работа. Негова работа е да најде откупувачи и гројство да воде со лесно, со убава цена. Колку лозари вие застапувате како дружение на лозаро-воштари Кавадарци? Види, ние застапуваме лозари од Градско, Росума, Кавадарци, Неготино, Димаркапија и со другото здружение и Валандово. Тоа се вкупно може околу 15-16 хиляди лозари. На средбата во Тиквеш беше презентиран податокот дека одредени лозари веќе склучили договори со винарската везба Тиквеш. Вака, тие се и сега неке што беле може 80% од тие. Тие се сите неке што беа поканети, беа сите со вискосортните. Затоа што и самиот Свето кажал на разговорот дека вискосортните имал пазар за нив и му одело. И тие ќе биле платени по убава цена. А сега проблемот е што и Вранецот го става у високосортните. Затоа што му бара 22,6 почетна, па нагоре, а фактички тоа не е возможно, тоа е 5%. Дали бевте вие поканете како дружение на оваа средба? Ние како здружение не бевме поканите. Еден пријател некде ми рече така, вика, Дани, што се нервираш? У кафана кога се седе на маса, вика се јаде и се пие. И тогаш се може да купуваш, да продаваш, але утре тие моабет не важи. Па така и да свето сега. Тоа што укажува и лани, и преклани, и оваа година, тоа после он фактички тоа што го зборува не важи за него. После друго е на терен. Сега тек почнува борбата за тоа што како иде гројдето вика че си проблемите се надвесуваат. У Кавадарци викаме ние се може не убаво, че извини ако го навредам. У Кавадарци викаме една свирка кога ќе свириш, после виче излева нова свирка. Таа ќе ја купиш за тоа што сакаш да одиш напред, а ние фактички одиме на назад. Само уште едно прашање. Каква реколта на грозието ќе очекувате оваа година и покрај сите проблеми? Па јас по моје мислам од 90 до 100 милиона. Председателот на местната заедница Возарци Игор Димитров испрати реакција до нашата редакција дека веќе 7-8 дена немаат вода за наводнување за површините од атарот на селата Возарци и Дреново преку каналот Тисовец. Од водостопанство Тиквеш има информација дека се работи за дефект, но средствата за санација на истиот се чекале од Скопје. Сдруженијето на пензионери Кавадарци има нов председател. За прв човек е избран Бранко Шемов. Со него разговаравме за приоритетите на Сдруженијето во наредниот период, а во вестите го пренесуваме неговото објаснување околу исплатата на надоместокот за починат пензионер. Посмртнијата се даваше по 30.000 за починат пензионер. Во солидарниот фонд. Тоа е посебна сметка или подсметка кај што се влеvaат тие пари во солидарниот фонд што се сумираат. Сега, кога настана поради овие пандемии, Имаше изголемен број на пензионери што порано умира дневно, се извинувам, месечно од 1200 пензионери. Во државата зборуваме. Во државата зборуваме. Месечно. Зборуваме месечно во државата 1200. Со пандемијата 1800 се покачи големиот број на смртни случаи и така тој фонд малце се намали солидарни што се одвои. Тие сам по дефолт сами се одвојуваат тие средства. Никој не смее да ги чепка, тие се намали фондот, некаде дојде курс 187.000 евра. И сега ние да донесеме одлука, ја препративме до вакото до органите, мислам до владата и до ПИО, дај барем на посмртнината да се исплачува барем 25.000 денари, тие 5.000 понатам.
Значи да не губат, затоа ќе дојде до закъснување да не може да земат роднините по смртина за починатиот, да речеме 3 до 4 месеци, многу касниш. И се створи спекулации во јавност, дека еве укина. Тоа нема врска. Сега колку се исплаќа и дали се исплаќа? Сега се уште се исплаќа 25.000, во јули месец ќе се надокнадат тие 5.000 денари. Значи тие не може укинати на По смртта на пензионерот колку време треба да помине за да еве сега ја добијат семејството? Сега по моите податоци дека се намалува тие месец од 3 до 4 месеци, негде месеци по се намалува исплатата, пошто се намалува ова бројот на смртни на смртните случаи и тука имаме контакти со владата дека мора да скокне, да ускокне и да помогне во тие. Како што помага на сите категории на граѓани, мора и тој дел да го помогне. И верувам дека во јули сето ќе биде подмирен тоа. Така да да ги нема тие спекулации, не знам, во етеро се пуштине дека еве вика укино, тоа не е точно. Значи се исплаќа, а и тие што се 5.000 ќе бидат исплатени. Исплатени во јули месец. Дополнително ќе бидат исплатени. Се работи на атмосферската канализација на Западен булевар во Кавадарци, втора од улиците на кои се врши реконструкција на атмосферската канализација, но и одвојување од фекалната. Ова е во склоп на проектот вреден 2,2 милиони евра, грант од германската KfW банка, информираат од локалната самоуправа. Исто така од таму информација дека е започнато подземно снимање и вадење на коцки на улицата Фуштани, пошто ќе следува поставување на нова канализациона линија. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија донесе одлука со која се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,36%. Малопродажните цени на бензините Евросупер B195 и Евросупер B198 не се менуваат, додека малопродажните цени на евродизелот и на екстра лесното масло за домакинство се зголемуваат за 1 денар по литар. Малопродажната цена на мазутот се намалува за 0,3 денари по килограм и ќе изнесува 54,6 денари за килограм. Предвремена исплата и на мајските пензии со дополнителни 1000 денари како помош за пензионерите. Прес конференција на оваа тема денеска имаше СДСМ. Владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на дело покажува вистинска грижа за пензионерите. Од денеска започнува етапната исплата на мајските пензии за близу 330.000 пензионери. И овој месец на сите пензионери ќе им бидат исплатени дополнителни 1000 денари како помош во справување со последиците од кризата. Одговорните политики на СДСМ обезбедија стабилност на пензискиот фонд, континуиран раст на пензиите и нивна предвремена исплата и во време на најголема светска економска криза. Преку отворен, инклузивен процес на преговори со Сдруженијата на пензионерите, договорена е нова методологија која ќе обезбеди рекордно зголемување на пензиите од месец септември оваа година. Парламентарното мнозинство и владата предводена од СДСМ во континуитет покажуваат вистинска грижа за сите категории граѓани. И во време на светска економска криза продолжуваме со реализација на мерки и политики кои обезбедуваат раст на платите и пензиите, заштита и унапредување на животниот стандард на граѓаните. На пресот на СДСМ реагира од ВМРО ДПМН. Дното е пробиено. СДСМ како проект промовира редовна исплата на пензии, што е следно. Ке се фалат дека Ковачевски оди на работа. СДСМ 4 години им крати на пензионерите пари кои требаше да бидат пресметани како покачување, а не се пресмета. Зошто СДСМ го укина моделот, а сега се фали дека исплаќа навреме пензија. 4 години пензиите не беа покачени, а сега се фалат со покачување од септември. СДСМ ги укради парите од пензионерите изминативе 4 години, обвинуваат од ВМРО ДПМН. СДСМ и лично оваа влада предводена од СДСМ изминативе неколку години ја креираше
најголемата енергетска криза во Република Македонија. И нормално, од СДСМ сите можеме да чуеме како велат дека тоа било светска енергетска криза и така натака, но реалноста и фактите велат дека оваа енергетска криза е директно наметната од СДСМ и од нивното лошо и криминално работење и сите ценовни шокови покачувања на цената на електричната енергија ќе ги платат лично граѓаните. Впрочем, како што тоа го плаќаат и до сега. За жал, заради криминалното и неодговорно работење на СДСМ и оваа влада во енергетскиот сектор, граѓаните изминативе години плаќаат до 30% повисока струја, а сега од јули, за жал, ќе плаќаат уште најмалку 10% повисоки сметки за струја. Почитувани, тоа е СДСМ. Зошто е ова вака? Вчера можевме да видиме слики кои што ги објави претседателот Мицковски, укажуваат на недомаќинското работење во рек Битола и запуштеноста на комбинатот. Тие слики може ги погледнат повторно граѓаните за да се потсетат како изгледа рек Битола. Цели поплавени рударски машини, поплавени транспортни траки, поплавени багери кои што се користат за работа во рудникот и практично ништо од овие машини кои што се поплавени не се функционални во моментов. Зошто? Затоа што никој од ова раководство кој што го води ЕЛЕМ, односно ЕСАМ и рек Битола, не мислел и воопшто не се ангажирал како да се справи со водни поплави и слично, па затоа е парализиран целиот комбинат и не работи. Надоврзано на ова, во извештајот на регулаторната комисија покажува дека во 2021 година може да се забележи дека се произведени вкупно 3,17 терават часови електрична енергија од страна на ЕЛЕМ, а само 2 години предходно во 2019 година се произведени 4,25 терават часови електрична енергија исто така од страна на ЕЛЕМ. Што значи, за само една година намалено е производството на електрична енергија од страна на ЕЛЕМ за нешто повеќе од 1 терават часови електрична енергија. Ако се земе во предвид дека просечна увозна цена на струја според светските берзи е 250 евра за мегават час, тоа укажува дека оваа влада со намаленото производство на струја од над 1 терават часови за само една година влегла, народски кажано, во дупка повеќе од 250 милиони евра. Тие пари ги плаќаат граѓаните преку плаќањето повисоки сметки изминативе месеци. Почитувани, ова е тажната реалност во Република Македонија и затоа граѓаните плаќаат до сега 30% повисоки сметки за електрична енергија, а од јули ќе плаќаат и над 10% повисоки од сегашните сметки за електрична енергија. Од културата, Новица Трајковски го представи проектот Тивко Тивко. Трајковски со својот нов циклус ги спои човечкото со духовното. Новица Трајковски е постојан наш соработник, кој со голема чест и задоволство го презентира неговото најново творештво во овој наш храм на уметноста, Галерија Придомна култура Кавадарци. Има реализирано над 60 самостојни изложби, групни изложби, учествувано на многу ликовни колонии во земјава и странство. Во најновиот циклус на слики Тивко Тивко, изработени од академскиот уметник Новица Трајковски, воочуваме напор за креирање на еден духовен мост кој што треба инстантно да се инсталира меѓу поставените дела и наблюдувачот и во еден момент да се добие чувство за поврзување на човечкото со божественото. Самата идеја во основа представува голем предизвик, но се чини дека авторот Новица Трајковски, иако интуитивно, сосема исправно го трасира патот кон реализација на оваа замисла, сугерирајќи ја траекторијата на контактот на база на секојдневните човечки искуства, меѓу кои и воспоставување на првичната комуникација со помош на очите без зборови, само со израз на лицето кој што кажува за состојбата на душата пред да биде кажан и еден збор. Ова изложба на познатиот македонски сликар Новица Трајковски носи наслов Тивко Тивко,
кој сам по себе е символичен и мистичен. Самите слики се енигми, чие разоткривање и толкување изискува посебен нагол на перцепција, но известни предзнаења врзани за духовни теми и дилеми. Тие Новица Трајковски го разоткриват како трагач по суштината на духовното, она што постои надвор од нашиот физички видеокруг, она за што секој би сакал да биде зеркател и сведок уште за време на своето обстојување по материјалниот свет. Секако, со можноста да се созрцуваат тајните на духовното, како рефлекс се добиваат и образците за правилна поставеност на човекот кон состојбите и искушените кои ни претат, односно немидовно ќе следат, а од чие решение во морална смисла ќе зависи и епилогот од нашето земно битисување. Затоа и символиката на самите слики повикува на бутање на современиот човек, кој е заспан во сонот на лажниот сјај на мамона и отрезнување од таа душевна анестезија, која вистинските вредности ги заменува со лажни и при тоа, вкусувајќи и таквите сурогати, не чувствуваме дека заедно со сладоста се промокнал и отровот. Цело време се прашував, уште од детството се прашував што е тоа што се случува, што светот живее цело време се мачи и измачува во тага, меланхолија, стравови, болести. А кога знаеме дека одговорот е многу лесен и едноставен, а тешко се стигнува до него. Последниве години навистина сватив зошто треба да постоиме ние сликарите, поточно уметниците, дали се работи поети, писатели, сликари воопшто. Преку овој нашиот јазик, преку нашето размислување, преку нашиот ментален склоп, нашето самување или тихување, тоа се најубавите мисли и размисли, и тоа сме во директна комуникација со Бога и тоа ги добиваме одговорите. Овој проект, оваа изложба е еден дел од тие одговори, иначе изложба може би има некаде над 60, 70, може и 80 слики. Не можеше да ги собере сите одеднаш, но направена е селекција и ова е еден дел од тоа. Секоја слика си е посебна приказна и секоја приказна од овие слики оди кон патот на осознавањето на или најблискиот пат до светлината, до доаѓањето на светлината. Во вестите информации и од спортот. Младинците на ГФК Тиквеш шампиони на Македонија во втората лига. Кавадаречките младинци викендов го добија и заслужено освоениот пехар во нивна конкуренција. Младинците на градскиот фудбалски клуб Тиквеш денеска и официјално си го добија заслужениот пехар за освоеното прво место во втората македонска фудбалска лига, онаа за младинци. Тренерот на екипата Диме Златев, какво е чувството? Чувството е, не може да го опишам. Цела година работиме за оваа работа и атакуваме на прво место. Од како почнеме со оваа екипа, кога преземав, атакуваме на прво место и го освоиме тоа. Колку утакмици одигравте, колку победи, колку порази? Изиграме 18 утакмици, 16 победи, 2 изгубени. Имаме 86 дадени гола, 16 примени. Морам да те прашам. Ова е онаа генерација која што лека полека тропа на вратите на првиот тим. Веќе имаш две-тројца кои што и играат стандардно, на некој начин стандардно во првиот тим со оглед на нивната возраст. За која возраст станува збор? 2003 генерација, 4-та, 5-та и 6-та генерација. Ке има ли сега надополнување со оние на кои што им изминува рокот, ако така можам да кажам? Разговори сме со шефот на стручниот штаб Владко Костов, рачуна на некои момци, ќе видиме како ќе биде. Се надевам дека ќе ги видам во прва екипа. Најмалце 4-5 играчи. Морам да те прашам. Младинците го освоја првото место. Меѓутоа не одат натаму.
Значи нема да играат во првата лига, така? Да. Бидејќи кај вас има едно правило, се собираат освоените бодови. Севкупниот резултат од помлади пионери, кадети и младенци, се прави една групна табела и кој е прв севкупниот резултат оде во Суперлига. Ние само во младинскиот погон сме први, кадети игра битолска екипа, се добри, но се 5 и 6 на табела, исто и пионери и помлади пионери. Сме севкупниот резултат сме 4-то место, мислам дека сме. Или 3-то, да не те лажам. Добро е секоја година да прославуваме по некоја шампионска титула. Значи ние во сите генерации имаме некои успеси, не само за оваа генерација, зборам за сите генерации глобално. Школата има доста успеси, имаме веќе покани, сега да кажам официјално дека наредната година пак имаме покана за во Англија. Значи веќе прекина ова корона треска. И веќе кога се ослободат мерките. За која генерација? Па U13, мислам дека по U13 кај нас следува дека тоа е генерација родени деца 2010-та, со 2011-та и можност за 3 деца од 2009-та. Правилата ќе бидат такви на турнирот, пошто голем дел преку оваа корона деца се одимат од кажано и сегден во Европа на пример има проблеми. Но така сме договорени и мислам дека ќе следува официјална покана. Не сме веќе договорени на устно, но треба да добиеме сепак официјална покана и се надам дека наредната година повторно наша генерација ќе учествува на тој Лондон куп. За оваа година веќе помладите категории веќе имат неколку турнири. Наредната недела помалите генерација од 9 до 14 година ќе учествуваат турнири во Кочани, во Ризари. А веќе од 17 до 19 учествуваат на Могила купот во Битола. После има летен камп кој се одржува во Охрид, па малку пауза и се спремаме за наредна сезон. Здраве! Евроникел ќе игра мајсторка со Пелистер. Кавадарчани славеа вчера 190-89 и утре ќе се борат за влез во финалето. Евроникел и Пелистер ќе играат трет надпревар во полуфиналето од кошаркарскиот плейоф, откако кавадарчани синоќа славеа со 90-89. Неизвестноста траеше се до последните секунди, иако Евроникел во финишот водеше и со 13 поени предност. Пелистер се избори за драматична завршница, но не го реализираше последниот напад и утре во Битола ќе падне одлуката која екипа ќе се пласира во финалето. Првиот период заврши 24-23. На полувреме беше 53-51, а во последните 10 минути се влезе со скоро 69-66. На половина од последната четвртина, квадаречкиот тим се одвои на 85-72. И кога се чинеше дека Пелистер е скршен, започна драмата. Во самиот финиш Евроникел водеше со 90-85, но со 4 поени поред Пелистер дојде на 90-89. Лука Стојановски во последниот напад промаши за тројка. На спротивната страна не реализираше ниту Боби Стајич за 2 поени, па победата му припадна на посрекниот домашен тим. Интересно е тоа што домакините имаат дури 18 скока повеќе. Евроникел 43, а Пелистер само 25. Но кавадарчани направи и нешто што екипа која се бори за шампионската титула не смее да си дозволи. Имаа неверојатни 22 загубени топки наспроти само 7 на Пелистер. Во второто полуфинале МЗ-та по втор пат го совлада ТФ-та и тоа нагости со резултат 82-92 и сега го чека противникот во финалето. Трокал заврши како трет на F4 турнирот во М18. Кавадаречките девојчиња во борба за бронзениот медал го совладаа минатогодишниот шампион Бадел. Екипата на Трокал имаше и повеќе од успешна сезона. За малку не успеа директно да се пласираат во елитната дивизија. Младите кавадаречки девојчиња покажаа дека се вистинската иднина за квадаречката женска кошарка. Предводени од тренерот Никола Златев, овие девојчиња во ист состав сезонова играа на 2 фронта, и тоа во сениорска конкуренција и во категорија на М18. Токму во оваа категорија, нашите кошаркарки зедоа учество на Final Four турнирот во борба за шампионската титула и на крај на овој турнир завршија како трети. Во борба за третото место тие го совладаа минатогодишниот шампион Бадел
и воедно се единствената екипа која во првенството го совлада тимот на Крива Паланка, екипа која стана шампион на Македонија. Честитки за нашите девојчињи и се надеваме дека и следната сезона ќе не радуваат со добри игри и резултати во надеж дека следната ќе биде и поуспешна од оваа сезона. Вардар од Неготино на чекор од баражот за втора лига. На својата Цвај арена неготинчани беа убедливи против директниот конкурент Превалец со 5-0. Викендов се одиграа средбите од 21-то коло во третата македонска фудбалска лига група Југ на Цвај арена во Неготино. Непоразениот лидер, екипата на Вардар, ги урна амбициите на второпласираниот Превалец, совладувајќи го со убедливи 5-0. И покажа дека се единствениот тим во оваа конкуренција кој заслужува да игра бараж за пласман во втората лига. Росоман славеше на гостувањето кај Бучин со 2-4, Марена загуби во Лажани од Слога со 5-3, Возарци ДМД на свој терен со минимални 1-0 го совлада тимот на Младост од Кривогаштани. Динамо го совлада Обршани со 4-3, а Големо Конјари загуби дома од Ново Црнилиште со 2-4. Заврши ракометната сезона во Македонија. ГРК Тиквеш на крајот само 5-ти заради правилото гол на гости. Ракометната сезона во Македонија официјално заврши. Во последното коло од плейофот се постигнаа следневи резултати. Вардар Тиквеш 37-25, Охрид Еврофарм Пелистер 2 23-23 и Бутел Еврофарм Пелистер 22-30. Вардар е шампион, на ГРК Тиквеш заврши на 5-та позиција. Имено, кавадарчани имаат изброј бодови со Еврофарм Пелистер 2 по 9. Сезонава ГРК Тиквеш во регуларниот дел 2 пати славеше против младите битолчани, а во плейофот 2 пати играше нерешено, во Битола 25-25 и во Кавадарци 31-31. Но токму заради правилото кое во цела спортска Европа се укинува, а тоа е гол повеќе на гостински терен, битолчани се 4-ти, а кавадарчани 5-ти. Во плейаутот Радовиш Прилеп 25-23 и Пролет Скопје 28-22. Сите екипи остануваат во Суперлигата, само Скопје ќе игра бараж за опстанок со 6-то пласираната од првата лига. Во првата лига последно коло Алкалоид Младост 39-19, Аеродром Јехона 33-24, Куманово Вардар Неготино 27-22, Голден Арт Драчево 45-28 и Јуниор Кисела Вода Работнички 41-32. Нови суперлигаши се Алкалоид, Голден Арт, Јуниор Кисела Вода, Вардар Неготино и Куманово, а екипата на Аеродром ќе игра бараж за Суперлигата со тимот на Скопје. Пионерите на ГРК Тиквеш ќе се борат за титулата. Место на завршниот F4 турнир покрај младите кавадарчани обезбедија и екипите на Струга, Бисинов и Рисови. Викендов се одиграат четвртфиналните средби од разигрувањето за шампионската титула во ракомет во пионерска конкуренција. Екипата на ГРК Тиквеш во салата Јаспин беше подобра од Еврофарм Пелистер со резултат 23-20. Со оваа победа, младите кавадаречки ракометари се пласираа на Final Four турнирот, кој ќе се одигра следниот викенд, а домаќинот на турнирот ќе се дознае дополнително. Тимот на Струга ќе ја брани титулата од минатата сезона во Пионерска машка лига, откако во четвртфиналниот надпревар славеше над Алкалоид и тоа нагости со резултат 16-9 полувреме 9-8. Екипата на Бисинов на гостувањето во Битола кај Еврофарм Пелистер 2 оствари убедлива победа од 13-20. Клубот, кој постои само 3 години, екипата на Рисови од Скопје, успеа да направи голем успех, обезбедувајќи дебитантски настап на Final Four турнирот кај пионерите. На гостувањето во Прилеп против истоимената екипа, ракометарите на Рисови обезбедија триумф со кој ќе имаат шанса да се борат за шампионската титула за оваа сезона. Во споредба со ланскиот Final Four, само Струга
и ГРК Тиквеш се пласираа меѓу најдобрите 4 екипи. Кошаркарките на Јасмин, вице-шампиони во М12. Кавадаречките девојчиња загубија од Вардар во финалето. Викендот во Скопје се одигра финалниот надпревар во младинската женска кошаркарска лига, категорија М12, помеѓу женскиот кошаркарски клуб Јасмин од Кавадарци и женскиот кошаркарски клуб Вардар од Скопје. Нашите девојки одиграа храбро и тимски, но сепак се закитија само со второто место. Конечниот резултат ЖКК Јасмин и ЖКК Вардар 34-52. Третото место го освои екипата на ЖКК Спорт тим од Неготино. Кавадаречкиот тим го предводеше тренерот Методија Каровски, му помагаше Филип Атанасов и вториот помошник Сашко Атанасов. А мораме да ги спомнеме и нашите храбри девојчиња: Ангела Мегленова, Сандра Стојановиќ, Марија Најдова, Лилјана Смилева, Ивана Димова, Талија Василева, Јована Китева, Татјана Грижева, Борјана Грижева, Дијана Ѓорева, Фросина Алексова, Ивона Лалкова и Елена Димова. Нашите млади девојчиња покажаа дека кошарката и спортскиот дух е мотив за напредок и успех и гордо се изборија за да докажат дека трудот и тимското срце ќе биде водилка за следните надпревари и следните успеси. Воедно, нашите девојчиња беа пречекани од родителите на градскиот плоштад во Кавадарци со изненадувачки славенички спектакл кој родителите сами меѓу себе го организира и покажаа дека заеднички беа истрајни и сложни, поддржувајќи ги на сите надпревари се до финалето. Со славенички песни и ора, со огномен, ја споделија и среќата, успехот и надежта во иднина да се освои и некоја титула. Во продолжение, проследете го еуфоричниот дочек од родителите, чии главни херои беа нашите девојчиња и тимот на ЖКК Јасмин. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен променлив ветер. Попладне ќе има изолирана појава на краткотраен пороен дожд и грмежи, УВ индекс 8, а температура до 32 степен. Гледавте Централни вести на КТВ. Благодарам за вниманието. Имајте пријатни мигови со нашата програма.